Почитувани, би сакал да изразам благодарност до сите членови на ВМРО ДПМН кои не контактираат и даваат поддршка на иницијативата за свикување вонреден конгрес. Бројот на делегати на конгресот, актуелни, поранешни партијски функционери или општо членови на ВМРО ДПМН кои се приклучуваат кон идејата расте секој ден. Тоа ни дава право да заклучиме дека сме на вистинскиот пат. Долгогодишна пракса во западните демократии, но и во светот, е после избори лидерот на партијата да поднесе или во најмала рака да понуди оставка од позицијата. Овој чин представува практикување и почитување на демократијата и демократските вредности. Се бориме за запазување на веќе воспоставениот стандард за оставки. Јас не сум среќен што во мојата партија, во која сум пораснал, мора со ваков активизам да се бориме на веќе запазените воспоставени европски стандард за понесување одговорност после изгубени избори. Да подсетам, претходните председатели, Георгиевски и Груевски, кои што ја раководеа партијата повеќе од 10 години двајцата и ја водеа низ повеќе победи и успеси, при првиот свој пораз го запазија овој стандард. Актуелниот председател ниту донесе победа, ниту еден успех. И нема никаква рационална причина тој да биде привилегиран пред Груевски и Георгиевски. ВМРО ДПМН мора да биде демократска партија каква што од секогаш била. Затоа, природна последица е дури и при најмала дилема за квалитетот на раководењето на партијата, партијските органи да можат без никаква пречка да се произнесат. А според статутот, Конгресот е над сите нас. Во услови кога мандатот на сите членови на извршниот комитет на партијата е истечен, во услови кога мандатот на најголемиот дел од членовите на Централниот комитет на партијата е исто така истечен, единствен легитимен партијски орган на кој би можело да се дискутира за состојбата во партијата е Конгресот на ВМРО ДПМН. Во услови кога немаме централен комитет кој може да носи легитимни партијски одлуки, водреден конгрес може да свика председателот или пак самите делегати на конгресот. За да се избегнат на тамошни поделби, најдобро е председателот на ВМРО ДПМН да свика вонреден конгрес. Од тука го повикувам председателот да покаже демократски капацитет и уште утре да свика и закаже вонреден конгрес. Ако председателот на партијата е сигурен во довербата на членството, за него е најдобро да се повлече, па конгресот кој го избра да има шанса повторно да му даде доверба кон него. На крајот, би сакал да потенцирам дека моја идеја и желба е обединување на ВМРО ДПМН. Состојбата во ВМРО ДПМН не е црно и бела како што се обидува раководството да ја прикаже. Партијата никогаш во својата историја не била до толку поделена. За жал, единствен начин за консолидирање на ВМРО ДПМН е преку одржување на вонреден конгрес и тоа треба да се направи во најскоро време. Иницијативата за свикување на вонреден конгрес доаѓа од многу бројни членови, вклучително и господинот Мијалков, кој се јави еден од првите и повика дека е потребно свикување на вонреден конгрес. Поддршката ни расте секој ден. И самите, и јавноста, и членовите на ВМРО ДПМН многу наскоро ќе ја увидат таа поддршка и сметаме и дека сме на вистинскиот пат и ќе истраеме се до свикувањето на одредниот конгрес на кој треба да се дискутира состојбата во партијата. Ако барате оставка од Мицкоски, кој за вас е кој можел да ја предвиди партијата? Не би навлегувале во таква дискусија. Како што реков, моја идеја и моја желба е обединување на ВМРО ДПМН. За сега нашата борба е за запазување на веќе воспоставените стандарди и во нашата земја во Македонија, кога еден лидер ќе биде поразен на избори да поднесе оставка. Што друго ќе направите
Доколку не одговара до ВМРО ДПМН на вашите повици за Конгрес да се одржи во најскор можено, кој друг механизам ви го употребира доколку овие повици не изфункционираат? Ние се уште веруваме дека председателот на ВМРО ДПМН ќе покаже демократски капацитет, ќе се увери дека единствен излез од оваа ситуација во која се најде ВМРО ДПМН е одржување во онреден конгрес. Дали некој од активните пратеници ви има дадена поддршка? Не би сакал да откривам во оваа фаза ниту за бројот на членови на подпишани делегати и така натаму кој дава поддршка, тоа останува да го согледаме на тамошниот период. За сега се уште веруваме дека председателот на ВМРО ДПМН ќе покаже демократски капацитет и ќе закаже и свика вонреден конгрес. Дали ќе лобирате кај делегатите? Дали има покано мнозинство треба за да се свика вонреден конгрес и каква е процедурата? Лобирање во смисла за свикување. За свикување, да. Самиот факт тоа што официјално ја промовиравме иницијативата и формиравме иницијативен одбор за свикување на вонреден конгрес подразбира и такво делување. Се разбира, имаме комуникација со голем број на делегати, можам да кажам дека имаме голема поддршка и таа расте секојдневно, така што останува да видиме наредниот период како ќе се одвиваат работите. Какви се вашите односи со актуелната власт и со господинот Никола Димитров со оглед на тоа што има шпекулации дека сте добиле стипендија односно сте добиле стипендирано школување во Естонија за време на мандатот на оваа власт? Од кого? Од кого стипендија? Од државата, односно Од која држава? платено Република Македонија, платено Не е школување, точно. магистратура. Да, ја бев одсутен, бев на постдипломски студии во Естонија. Благодарам.